Добро вечер во уште едно отворено студио на телевизија Нова. Иако овој термин, четврток, беше предвиден термин во кој требаше да оди емисијата досие, сепак имаме многу поважна тема која што мораме вечерва да истретираме и која што е ургентна тема, а и вознемири македонската јавност денеска. Струга се гуши во Чад. Веќе неколку дена депонијата гори, никако никој да ја изгаси, иако протестираат стружани, никој не ги есапи. Бараат постојано помош, велат дека е загрозено здравјето на нивните деца, а воопшто ништо не е превземено. Според информациите кои што ги имаме, пожарот веќе една недела тлее на депонијата, која што е на само 500 метри од првите куќи во Струга. На оваа тема денеска имаше опит да се разговара и во собранието, но дојде инцидент, ке разговараме и за тоа. Токму затоа вечерва во студиото се претседниците господин Владко Ѓорчев. Добро вечер, ви благодарам што прифативте да разговараме за оно што се случи во собранието, но и зошто толку сакавте и беше важно да го поставите како тема, да побарате да се зборува за Струга и за депонијата во собранието. И господин Ола Исмиловски, исто така пратеник, кој што доаѓа и од Струга и точно го знае коренот на овој проблем и точно знае што се случува. Меѓутоа имаме ринковско вклучување и од нашите дописници, нашите колеги кои што се во Струга. Токму на местото на депонијата, доколку ја имаме режијата Татјана, која што има и соговорник, се работи со господин Васко Јолевски, претседател на невладината организација Каприкорн. Меѓутоа, Тања, ајде прво, доколку ме слушаш, каква е состојбата сега во овој момент? Вие сте тука близу до депонијата. Се чувствува ли Чадот? Опиши ни малку како е таму. Да, ние пред малку бевме и во самата депонија. Значи, густ Чад и вечерва над Струга. Стружани повторно нема да имаат мирна ноќ, тоа е повеќе од сигурно. А сега мислам дека можете да видите зад мене, значи Чадот веќе оди на кај Струга, густ Чад оди на кај самиот град и во текот на целиот ден го имавме овој Чад, а сега поготово во вечерните часови посебно тоа е изразено и може да се види, но исто така може од ова место каде што сме ние во моментов застанати, се гледа дека повторно се разгорува депонијата во Струга. А за тоа допринесува ветрот кој што навистина појачува или добива на интензитет во овој период. Пред малку веќе кажав, бевме во самата депонија, беше и пратеникот Антонио Милошевски од ВМРО ДПМН на увид на самата депонија. Ги видовме и возилата од противпожарната единица кои што слободно можеме да кажеме дека постојано се на терен и се обидуваат да изгаснат депонијата, но во овој случај станува збор за дива депонија, за смет трупан со години. Познавачите на оваа проблематика велат дека не може огнот да се изгасни само со вода која што се долева од противпожарните возила на самата депонија, туку од некои разговори кои што ги водевме и досега велат дека треба многу земја да се истори на самата депонија доколку сакаме огнот во целост да се изгасни. Јас само ќе напоменам дека од пред великденските празници гори дивата депонија во Струга. Стружани преку граѓански здружанија, невладиниот сектор излегуваат постојано на протести, апелираат, бараат помош од медиумите, буквално бараат помош од медиумите за нивниот проблем да се изнесе во целост и да стигне до надлежните. Пред вчера или пред 2 дена во Струга, дивата депонија, ја посетија и министерот за животна средина заедно со министерот без ресор, инаку екс-градоначалник на Струга, Рамис Мерко, да се уверат во она што е во моментов и со проблемот кој што ги тишти стружани. Ставот по посетата на Струга беше дека ќе има седница на влада, дека владата подитно треба да превземе одредени санкции, одредени мерки со кои што ќе се реши проблемот на стружани, но не дадоа точен датум или не дадоа некоја насока на кој начин ќе се решава сето ова. Денеска ВМРО ДПМН тоа го кажа пред малку и пратеникот Милошевски, кажа дека комплетно застануваат зад граѓанските здруженија од Струга и дека ги поддржуваат во целост, а нивните барања се, само уште еднаш ќе кажам, да се дислоцира дивата депонија од Струга, која што е веднаш до самиот град. Значи, еве ја сликата и вечерва веќе се гледа, мислам дека се надзира и огнот, така да уште еднаш ќе напоменам, стружани и вечерва нема да имаат воопшто мирна ноќ, а дека навистина премногу мириса и на ова место каде што сме ние и некако зачадено е целото место каде што се наоѓаме, може само да предпоставите што дишат стружани. А јас да го представам и мојот вечерашен соговорник Васко Јолевски, кој што е представник, поточно председател на еколошката невладина организација Каприкорн 2010. Васко, добро вечер. Добро вечер.
Вие сте едни од иницијаторите кои што побаравте уште пред години решавање на проблемот со дивата депонија како невладина организација. Кога за прв пат се обративте и каде? За прв пат се обративме пред две и пол години. Најпрвин до комуналното предпријатие во Струга, односно на тогашниот, а и сегашен актуелен директор. Имавме една-две средби, бевме жедни низ вода поминати, народски кажано, прелажани и не наидовме на решение. Потоа имавме иницијативи за кривично гонење, но и тоа ево не вроди со плод. Имавме мирни денови околу 2 години, па сега повторно се интензивира палењето на депонијата. Исто така сме обратени за волја на вистината и до министерствата кои што ги тангира овој проблем, надлежните министерства, но и на бројни граѓански трибини кои што се одржуваа во Струга, апелирано и до бројни политичари. Од тука би апелирал овој проблем да го издигнат да биде надполитички решаван до сите политички партии, да не подлегнуваат на провокации ниту од една, ниту од друга страна. Затоа што ако бараме виновник, ние само ќе се внесеме во лавиринт и постојано ќе се вртиме во кругот кој е крив. За волја на вистината има од сите политички субјекти во држава по еден виновник, како не и повеќе, години наназад. Така, ова депонија веќе не можеме со сигурност да кажеме, но сепак се шпекулира дека има медицински отпад наталожен на неа. Значи, сметот се депонира буквално од цела Струга тука, така да овие честички кои што се во самиот воздух и кои што ги дишат Стружани, повеќе од сигурност може да се каже дека се и канцерогени. Со самото тоа што се депонира пластика и разноразни гуми и такви отпадоци, самиот чат е канцероген. Дека се депонира медицински отпад на големо се слуша во јавноста, не можеме да потврдиме со сигурност, никој од нас не видел, но не можеме да кажеме и дека не е точно. Така, денеска имавте протести, исто така еден од мирните протести со кои што сакате да ги кажете уште еднаш вашите барања, тоа се дислокација на депонијата, нели, до надлежните кои што ги опатувате. Застанавте пред општинската зграда, запаливте еден контењер, нели, со смет, на некој начин да покажете како е тоа кога гори смет, нели, во дворот. Да, ние имавме еден интересен перформанс, интересен. Колку е интересен, нека судат граѓаните во Република Македонија, односно вашите гледачи, да ја доловиме сликата како се осеќаат Стружани кога депонијата гори. Сакавме да име доловиме реалната ситуација на оние кои што работат во општината и кои што се надлежни на некој начин да пробаат да го решат проблемот, а не да не игнорираат и да даваат лажни ветувања. Така, до јавното обвинителство има ли представки поднесени? Денеска имав јас куса средба со јавниот обвинител кој не информира дека од 2014-2015 година наваму е поднесена само една, односно сега е поднесена една кривична пријава од граѓанин на општина Струга и друг нема никакви поднесоци. А со оние пријави кои биле поднесени во 2014, односно 2015 година, не ни објасна што се случило и не ни сакавме објаснување, пошто поминал голем период. Така, кои се следните активности на невладиниот сектор? Најверојатно ќе се интензивираат и радикализираат протестите доколку не дојдеме до соодветно решение на проблемот, односно дислокација на депонијата. За понатамошни конкретни чекори не можам да кажам сам, затоа што сме во координација со граѓанската иницијатива доста, ама нема да застанеме тука. И повторно апелираме, ево и би е запрашал пратеничката Нола Исмајловска, дали на една иницирана средба од граѓанските иницијативи, односно носителите на граѓанската иницијатива, кога би сакале да иницираат средба со незиниот колега Јован Митрески од Струга, ривалската партија, таа би седнала на тркалезна маса заедно со нас граѓаните и да пробаме да пристапиме кон надпартиско решавање на овој проблем. Овој проблем ги тангира на сите граѓани на општина Струга, без разлика на партиска или непартиска обоеност, без разлика на религиска обоеност.
стружани најзасегнати, но веќе проблемите почнавме да ги чувствуваме и ние во Охрид, а сепак добија на интензитет еве и цела Македонија на некој начин застанува зад вас, значи се обидуваат да се пронајдат решенија. Ани само би напоменала дека и кога доаѓавме на ова страна на кај депонијата, и предналку кога не вклучивте од самата депонија, посебно внимание ми привлече граѓаните кои што живеат во тој дел на Струга, буквално сите носеа заштитни маски на себе. Значи сепак граѓаните се свесни за опасноста која што ги демне и сметаат дека е многу подобро така да се движат надвор. Значи ги има во многу помал брај него вообичаено, со оглед на тоа дека станува збор за топло време, значи излегуваат само доколку имаат навистина потреба. Ани дали имате можеби некој прашање за мојот соговорник? Ања, можев да видам зад тебе, дали можам да видам дека се уште има голем оган, односно на неколку места можем да видам пламен, значи воопшто ништо не е сторено околу гаснењето. Дали е тоа оган, дали добро гледам? Да, оган се разгорува во моментов. Значи, ние имавме телевизија нова, синоќ имаше снимки од самата депонија, огнот на сите страни. Во текот на денот се гаснеше самиот оган и пожарникарите успеа да го изгаснат до некаде, но затоа имаше премногу густ чад. Но јас и во мојата почетна најава кажав дека има ветар денеска во Струга и дека познавачите на оваа проблематика велат дека депонијата во Струга е на некој начин како темпирана бомба, дека внатрешно согорува и дека не може да се изгасни. Еве го резултатот. Огнот веќе се гледа и вечерва Стружани повторно ќе имаат иста ноќ како синокешната. Дани, тоа е оган и се разгорува, за жал. Со оние експерти со кои што јас разговарав, Тања, за тоа како може да се реши овој проблем, поговарувајќи се за ова отворено студио, ми рекоа дека е единствен начин да се изгаси овој огне, да се фрли, односно се затрупа депонијата со огромна количина песок, а ние знаеме кој во Македонија тоа може да го направи, тоа може само војската, евентуално или организирано владата, не може тоа да се направи тек така, значи мора да се превземат сериозни чекори. Тања, ти благодарам за вклучувањето, ти спомена дека од Министерството за екологија биле денеска таму и од вака, ја само ќе кажам што е епилог од посетата, дека според процедурата треба да се формираат експертски тимови да ја истражат ситуацијата, а потоа според резултатите и заклучоците се повикаат и седници на владата. Депонијата години наназад тоа стои, како што можеме да чуеме од нашата дописничка, веќе од Великден тлее и гори, веќе последнава недела е алармантно и Стружани последната недела постојано повикуваат. Меѓутоа, според овие информации, значи тоа прво ако се формираат експертски тимови кои ќе тоа прво истражуваат, значи уште неколку дена, ако не и недели, ќе треба Стружани да го дишат воздухот од депонијата. Се враќаме назад во студиото. Ајде малку да ми прекоментирате целата оваа ситуација. Граѓаните, еве и вас директно, нели ве прозва, дали сте вољни да застанете и со вашиот противник од другата политичка партија за да се реши овој проблем? Ние кога влеговме во студиото разговаравме, вие рековте дека се би направиле за да им помогнете на Стружани, имате и податоци овде, го знаете проблемот. Ви благодарам на можноста да учествувам во овој разговор и да се обидеме да ја доближиме ситуацијата и до граѓаните кои што не се од Струга, но и Стружани да ја видат грижата за овој проблем да стане повидлив за оние кои што во моментов се одговорни. Секако дека би застанала на тркалезна маса со сите кои што се засегнати во оваа ситуација и мислам дека во вакви примери со проблеми или иницијативи на граѓани дека нема противници и сојузници и дека навистина сите треба да работиме како тим за да се обидиме да ги решиме прашањата кои што се од заеднички интерес. Денеска, вие како партија ВМРО ДПМН сметавте дека во собранието мора итно да се стави во наста, да не се чекаат топрва резултати и истражувања. Се обидовте да застанете на собраниската говорница кога имавте збор процедурално, кога беше вашиот ред, меѓутоа се случи инцидент. Пред да го побарам вашето мислење, дали може режија да видиме што тоа се случуваше во собранието, кога претседателот на собранието Џафери буквално викна обезбедување за го отстрани претеникот Владко Ѓорчев од говорницата. Прекршена е процедурата во делот на членот 88. Конкретно, во ставот 2 се вели координатор на претеничка група, заменикот на координаторот на претеничка група и претениците кои не се членови на претеничка група
должни се да ја наведат одредбата деловникот и да образложат во што се стои неправилната примена на одредбата. Исто така, став 1, член 88, на координаторот на пратеничка група, заменикот на координаторот и пратениците кои што не се членови на пратеничката група, кои сакаат да говорат за неправилна примена на деловникот, председателот им дава збор, штом тоа ќе го повараат. Значи, на оваа страна, тука, има 51 пратеник. Што не може да се организираат во пратеничка група. 50... Ако тоа го... Тоа е нивно право. Ако тоа го кажувате... Ве молам, не ме прекинувајте, нека не ми тече времето. Тогаш ќе го надокнадам ова кога ќе заврши зборот. На оваа страна има 51 пратеник, кои што од првиот до последниот има право на процедурална забелешка. Значи, вие немате право мене да ми ускратите, ниту на Нола Исмаиловска да искратите процедурално, ниту пак на Горан Мајнуловски, ниту на било кој од овие 51 пратеници. Како пратеник во Собранието на Република Македонија имам право Ѓорчев, Владимир Лишоев. Владимир Ѓорчев, напуштете ја говорницата. Немате добиено збор. Ако може да ја ослободите говорницата. Тргнете го Ѓорчев од говорница, обезбедување, тргнете го Ѓорчев од говорница. Тргнете го од говорница, нема збор. Тргнете од говорница. Илија. А да ќе го трне, нема збор. Ќе го страни. А барам 3 пати да се трне, нема збор. Пауза 10 минути. Пауза 10 минути. 10 минути пауза. Видовме што се случуваше во Собранието денес. Ваш коментар за се тоа? Па има неколку работи кои што се битни да се кажат. Прва работа. Секој пратеник од коалицијата на ВМРО ДПМН 51 на број, значи и ВМРО ДПМН и другите коалициони партнери, има право во секое време да побара процедурална забелешка. И Талат Џафери е должен, согласно деловникот, не согласно неговата добра волја, расположение, дарежливост или било што, да го возможи и даде тоа процедурално. Тоа процедурално мене ми беше дадено, бев повикан на говорницата да зборам. Почнав да зборувам, кажав дека имам процедурална забелешка и кажав дека сакам да се свика итна седница на Собранието на Република Македонија со единствена точка на дневен ред, а тоа е вонредната состојба, акутната состојба во струга која што имаме, која што гледаме евидентно и вечерва дека е повеќе од катастрофална. Во тој момент Талат Џафери одлучи одеднаш дека јас немам право да зборувам процедурално, дека другите пратеници на ВМРО ДПМН немаат право да зборуваат процедурално, иако тоа право ни го дале граѓаните кога не гласале, а не Талат Џафери. Тоа право ни го дал деловникот, а не неговата арбитрерност или неговото мислење, и почна да ги исклучува и другите пратеници на ВМРО ДПМН кои што се јавија за збор. Конкретно Нола Исмаиловска, Горан Мајнуловски и други. Ние немаме намера да се откажеме од нашите деловнички права. Имаме право да зборуваме процедурално, имаме право да побараме итна точка на дневен ред за состојбата во струга и едноставно тој нема право да не отстрани од говорницата. Мене ми е драго што денес имавме една мала, но важна победа за демократијата и во Собранието, но и во Република Македонија, а тоа е што пратениците на ВМРО ДПМН не дозволија самоволието на Талат Џафери да резултира со отстранување на пратеник
одговорницата на Собранието на Република Македонија. Но сепак не извојува повеќе граѓаните. Вие баравте една работа која што е важна за граѓаните на Струга. Итна седница ја нема сега, така воопшто за тоа не се. Итна седница нема, не е ни на повидок за жал, а состојбата гледаме секоја вечер каква е. Значи имаме една ситуација која што е повеќе од апсурдна. Значи имаме запален отпад, запалено ѓубриште и недела дена не знаеме што гори. Можевме да чуеме дали медицински отпад, дали се гуми. И то никој во владата нема решение, никој во локалната самоуправа нема решение. Нема градоначалникот, немаат надлежните министри, нема премиерот Зоран Заев. Значи недела дена не може да угасат еден обичен пожар на отпад. И ние сега имаме де факто национална катастрофа, имаме цел регион кој што е зафатен од чадот, не само Струга. Тоа е и Струга, тоа се околните места, некои тие се и поголеми, некои се помали. Тоа е општина Вевчани, која што исто така упатена на туризмот. Тоа е општина Охрид со еден куп населени места, општина Дебарца исто така. Значи имаме еден регион од околу 100.000 луѓе кој што е изложен на енормно загадување и недела дена пожар на ѓубриште кое што владата нема намера да се фати и да се зафати со негово гасање. Значи имаме влада со 26 министри, со еден куп тела, центар за управување со кризи, локална самоуправа, јавно предпријатие, комунално предпријатие и така натаму. И пожарот не е угасен. Да беше Никола Груевски премиер, пожарот ќе беше угасен првиот или вториот ден. Сега 7 дена имаме пожар и не знаеме кога ќе биде угасен. Значи, нема професионалност, нема оперативност ке владата. Она што треба да се направи во моментов, да се донесе механизација, да се донесат камиони, земја, толку и толку кубици, да се организираат локалните предпријатија, армијата на Република Македонија, помош од околните општини. Дали треба противпожарни возила од околните општини, дали треба од градот Скопје. Значи владата е таа, премиерот е тој кој што треба да запне и да го реши овој проблем. Да, факт е дека се работи за повеќе годишен проблем кој што ниту го решил Рамиз Мерко како градоначалник на Струга, прв човек на општината, сега е министер. Села исто така беше. Ниту Зијадин Села како клучен фактор во владата, Зијадин Села долги години беше градоначалник на Струга, со години не го решаваат овој проблем. А велат дека многу нели се грижат за нивните сограѓани, за големите национални и етнички теми, но истовремено грижејќи се за големите теми, граѓаните се гушат. Значи имаме еден човек како што е Положани, кој што вели мојот 7-годишен внук треба да оди во болница затоа што не може да диша. Зборуваме за илјадници деца во целиот тој регион. Ги тангирасите веќе прочитам само од граѓанската иницијатива доста кои што исто така се закани со граѓанска непослушност затоа што велат никој не ги есапија кој во овие денови барат, велат граѓани на Струга, македонци, албанци, турци, ајде да собереме заедно и да ја одбраниме Струга од нечистотијата, сите го дишеме ова, што е нормално така. Меѓутоа не се само засегнати стружани, старте на туристичка сезона, како Струга нема друга. Јас сега да имам дете и да требало да го однесам во Струга, откако го гледам ова, бога ми ќе се запрашам дали ќе го носам детето во Струга да дише што ли е тоа во воздухот, да го дише. Како вие доаѓате од Струга? Како вие гледате на овој проблем? Што вие сметате дека мора итно да се направи? Ако ништо друго, барем да се види нели нешто дека се придвижува, дека некој нешто прави освен медиумите нели еве ние што. Да. Првично мислам дека треба да одиме чекор по чекор како започнал овој проблем пред 10 години, значи во 2009 од на превојот Буково депонијата беше префрлена во градот Струга, како што кажавте, веќе ги имате и вие информациите од контактите кои што ги имате на околу 500 метри од куќите кои што од првите населби. А во моментов дивата депонија е долга 700 метри, широка 250 метри и висока 13 метри. Значи тоа е стварно многу големо и со горење на тој отпад се создава чад кој што не само што се чувствува, туку и воздухот може да се гледа тој чат и навистина е многу непријатна. И баш во дискусиите кои што ги имавме, забележавме дека баш тоа палење дури како да е тенденциозно во пресред на туристичката сезона, не знам кој толку би сакал да наштети на нашата Струга, општо и на развојот на целиот регион. Првото нешто кое што сметам дека мора итно да се направи е локалната самоуправа да даде свое видување и што побрзо идеи за решавање. И затоа мислам дека
треба што побрзо Собранието на Република Македонија да ја прифати иницијативата која што денес ние како пратеници од ВМРО ДПМН и коалицијата ја поднесовме за да се разговара за оваа тема, да се донесат сите информации во однос на истата и да пристапиме кон наоѓањето решение. Ова зборуваме за долгорочно решение за отстранување на депонијата, но што е со овие што ги спомена господинот Грчев, итни мерки кои што мора да се изгаси, не може За да дојдеме до тие итни мерки, токму тоа ми е поентата, мора да седнеме на маса, да ги заборавиме политичките и националните бои, во очи да им погледнеме на виновниците, да сватат дека се виновни што им биле поважни финансиските средства отколку грижата за граѓаните на кои што им се градоначалници и само на тој начин може да најдеме решение. Затоа што многу важен момент во однос на ова депонија е дека таму за да се носи ѓубре се плаќа и сега наместо да имаме и бизнисот на определени структури е очигледно поважен од воздухот кој што се движи, а и некои информации кои што успеав да ги добијам во овој краток временски период до гостувањето од Заводот за статистика е дека во нашиот регион бројот на смртни случаи од респираторни болести е најголем во Република Македонија, што се поврзува со самата депонија и денеска разговаравме и со луѓе кои што се одговорни. Езеро, планина, чист воздуха, еве овој податок. Токму поради тоа што имаме навистина многу природни убавини и сметам дека се уште сме интересни за многу луѓе. Почна да доаѓаат луѓе и од многу држави во светот како Холандија, еве за тоа се запознаени тие се во најголем број овие туристи, па со субвенциите кои што во време на нашето владење ги обезбедивме, на вистина се зголеми бројот на туристи и мислам дека не сме да го изгубиме тој моментум, туку ова што побрзо да го решиме, за повторно да се испромовираме Струга која што го заслужува вниманието, има историја, убавина и не краси тоа мултиетничко живење и затоа мислам дека овој проблем не засега на сите, затоа што тој воздух го дишиме и ние македонците, и албанците, и турците, и муслиманите, и православните, и кој како и да се чувствува религиозно или национално. И токму поради тоа мора што побрзо да се одговори на нашата иницијатива и само тука би сакала да дополнам дека ние побаравме денеска до кај 16:30 часот да владата со некаква првична информација покаже дека сака да расправаме за ова, не добивме одговор, па иницијативата ја презедовме ние. Ке сакаш ли, Ѓорчев, да ми прокоментираш, имам право да те прашам, значи ти беше вклучен во сите, ние не имавме неколку несреќи минатата година, поплавите беа, земјотресот беше и така натака, да ми направиш една паралела, зошто ти сметаш дека ништо не се прави сега во овој момент од оваа влада? Ова влада не прави ништо затоа што само тера некоја половична кадровска политика, немаме ниту еден закон, имаме 2 месеци ново парламентарно мнозинство, немаме ниту еден закон кој што е доставен. Ниту зголемување на плати, ниту пензии, ниту фабрики. Денес се отвори една фабрика која што ја донесе Никола Груевски ВМРО ДПМН, не само беше сечењето на лентата. Значи, буквално ништо не се случува. Освен нели оградата околу владата која што беше главна тема недела дена, вториме недела дена без престан. Гори пожар во депонија во Струга и никој не мора да се прсти. Значи, од една страна да треба долгорочно решение, треба да се види каде да биде депонијата, еколошки мерки, цела низа на работи, кој што треба да го направи локалната самоуправа. Од 2009 година наваму, значи власта имаше дуи, Рамиз Мерко беше градоначалник, после тоа беше зијаден село од Алијансата за албанците. Тие треба да го најдат решението. Министерство за екологија години и години наназад е во дуи. Значи, истовремено, владата, зборуваме премиерот нов, Зоран Заев, со министрите за одбрана, Радмила Шекеринска, за транспорт и врски, Горан Сугаревски и други, треба да отидат на лице место и веднаш да го санираат оној акутен проблем. Тоа е оно што го видовме во моментов. Гори пожар. Треба час поскоро да се угаси пожарот. Значи, не може ние да имаме национален проблем и вонредна состојба и 100.000 луѓе
во целиот тој регион да не може прозор да отворат, затоа што цела влада со 26 министри не може да угаси еден пожар на еден отпад. Значи, имавме поплава минатата недела во Порој. Значи, претежно албанско население, албански електорат. Зоран Заев отиде еден ден, се прегрна со тие арифи, нема багери, нема булдожери, нема механизација, нема оценка на штети, нема помош, нема исплаќање или било што. Ние пред 2 години имавме 10 пати поголеми поплави во Шипковица. Истата вечер Никола Груевски отиде со пола влада. Отиде Република Македонија, цивилна заштита, багери, камиони, лопати, копачи, така натаму состојбите се санираа. Имаме ситуација завчера поплава во Чаир. Значи, во малите улички, претежно кај што живее албанскиот електорат, паѓа дожд, најмногу цело Скопје таму се поплавува. Зошто? Затоа што градоначалникот Изет Меджити години и години наназад, градоначалникот 2005 година нааму, 12 години поред, нема направени работи кои што се потребни за прифаќање на такви води. Не беше некоја голема поплава. Но видовме и по порталите колку имаше и вода, кои беа наносите, кои беа штетите и така натаму. Значи, кога се во прашање граѓаните и две куки да се... Граѓаните бараат многу конкретни работи. Помош при поплави, санирање на поплави, да нема пожар недела дена кој што никој не го гаси или не знам, отишле 3, 4 или 5 министри, но заклучок никаков, ќе направат работна група, можеби ќе се состават идната недела. Значи, да беше Никола Груевски премиер, истиот ден ќе отидеше во Струга, за ден-два ќе се собере институциите, ќе дојде механизација, багери, толку и толку кубици земја и немаше да го имаме акутниот проблем. Значи, акутниот проблем, долгогодишниот голем проблем, е локалната самоуправа, Министерството за екологија и другите. Но од последниве 2 месеци нааму, повремено има пожари, ќе се запали, ќе се угаси така натаму, но недела дена, континуирано, не имаме пожар и луѓето имаат мака. Значи, не може, ова е неодговорно, ова е проблематично и едноставно апелирам час поскоро да се реши овој проблем, затоа што луѓето си имаат мака без разлика која националност, која вера, значи населени места, таму има еден куп населени места, не е само Струга. Тоа е и Мислешево, тоа е и Дрслајце, и Враништа, и Лабуништа, и Вевчани, сите места од Дебарца, понатаму Охрид, околните места. Еден поголем ветар отиде и натака. Да. Значи, а туристичката сезона е на прагот. Не само што е на прагот, туристичката сезона... Залауфана е веќе... Еве викенд, утре е викенд, петок, треба илјадници луѓе од цела Македонија треба да отидат на Охридското крајбрежје. И сега дел од луѓето ќе се помисла. Значи, треба да работи угостителството, треба да работат хотелите, треба да се размрде економијата. Ќе се враќаме повторно назад во студиото, имаме уште многу за што да разговараме, но должни сме да спозорите еден блок реклами, па се враќаме назад. Назад сме во студиото, зборуваме за горливиот проблем на Стружани, кој што се актуализираше денеска, но трае веќе еве недела дена, гори дивата депонија, веќе се осеќа во воздухот дека нешто има од оваа депонија. Никој не знае што гори, како што може па констатираме, гумили се медицински отпад ли е. Политичарите денеска имаа и инцидент во собранието, во МРДПМН се обиде да побара од собраниската говорница, како што рековме, да се стави итно на седница на собранието оваа точка на дневен ред. Талат Џафери сметаше председателот на собранието дека тоа не му е место ни време да го направи. Пред да одиме на тоа, вела дека министрите за животна средина и без ресор одговорија на повикот на Стружани денеска, но тие реагираат, иницијативата реагира доста затоа што немаат ниту конкретна информација што ќе се направи, ниту кои први чекори ќе се направат, ниту па временските рокови како ќе се направат, ќе говори затоа што се треба да се направи и што бараат граѓаните. Но ајде господин Ќурчев, еден мало видување од ваша страна, како се чувствувате од говорницата, сепак мислам излеговте да побарате една човечка работа која што ги засега граѓаните, а процедурално бевте исклучени, нели? Човечкото наспрем политичкото, сакаме на коментар од вас. Па знаете како? Не знам дали имало досега случајно, јас барем не се сеќам, 27 години, оној кој што раководи седницата или оној кој што води седницата, конкретно во овој случај Талат Џафери, да повика обезбедување на пратеник кој што е во сред процедурална забелешка, на која што има право, на кој што му дал збор.
Или да нема право, се работи за еден многу горлив проблем на многу голема популација на тие можат да ја прифатат иницијативата, да ја одбијат, да ја коментираат, да се согласат, да не се согласат, да дадат видување. Но не може на деловничка основаност со сите права кои што ги имаме како пратеници да се одзема збор на пратеник на сред процедурална забелешка на која што јас имам право. Што мене право ми го дал деловникот, го дале граѓаните кои што гласале за мене и јас го артикулирам тоа свое мислење. Значи, од друга страна, мислам дека е добро позитивно тоа што пратениците на ВМРО ДПМН не го дозволија тоа самоволие на Талат Џафери со тоа што едноставно не дозволивме заеднички да бидеме отстранети поединечно и колективно од таа говорница. Но не ни чувме што велевте вие, ви го исклучија микрофонот, не можевме да чуеме што Јас реков дека барањето беше дека треба да има итна точка за струга, дека треба владата да дојде, дека треба премиерот со своите министри, дека треба самите тие да појдат во струга и дека треба тој пожар да се изгаси, дека не е тоа нека огромна, немаме пожар на 2000 метри надморска височина во сред Карпи или не знам на 3000 метри надморска височина или не гори, не знам, рафинерија во која што има 10.000 тони нафта или било што. Имаме пожар на отпад, кој што е сериозен, кој што е голем, кој што е проблематичен, но кој што со релативно скромна интервенција на државните институции, министерства, агенции, центри и така натаму, со релативно скромна, не мора одлична, не мора ни добра, скромна организација на неколку институции, се локализира за ден, два, три. А не да имаме ситуација недела дена да гори и да нема на хоризонтот, да нема крај, да не се гледа на овој пожар кој што го имаме. Значи, истовремено проблеми со здравје, проблеми со туристичка сезона, проблеми со меѓучовечки односи, евентуално не е Боже да се јават, но она што мене ме радува тоа е што граѓаните се обединети, сплотени и сложни. Сите го дишеме истиот воздух и без разлика кој е македонец, албанец, кој е христијанин, муслиман, влав, турчин или било што. Значи, мислам дека граѓаните се засегнати од оваа долгорочна и долгогодишна неодговорност која што ја имаме во струга и оваа акутна недела дена неодговорност и несоочување со проблемите кои што очигледно тежат и кои што еве се гледаме дека е проблем број еден во државата во моментов. Така. Господи Смиловска, говориме за тоа зашто не изгласнат пожарот недела дена, меѓутоа преземени ли се други работи? Ако велите дека некој може би тенденциозно го пали, нели рековте дека има и такви муавети, да не речем, или колешката Тања кажа, не можам сега да сетам, има ли барем, не знам, обезбедување, чувар некој, се прави ли нешто друго, барем од овој аспект, што може веднаш да се направи? Па, баш добро ме подсетивте на прашањето што би можело побрзо да се направи, а не тие долгорочни решенија за кои што разговаравме. И мислам дека една од работите кои што мора итно, дури утре да се направат е да се постави чувари и 24 часа да ја обезбедуваат депонијата како би биле сигурни дека некој не ги создава овие проблеми намерно од оваа или онаа причина. Мислам дека малце како подбивање со стружање што беше избран баш Рами Смерко како представник да биде пратен на средбата со граѓаните. Заради тоа што граѓаните знаат дека првично тој ја лоцираше депонијата таму, затоа имаше некоја концесија која што овозможи солидна финансиска надокнада и потоа таму ѓубрето продолжи да се трупа и да се трупа, истото си го продолжи и Зијадин Села и мислам дека не може сега да ветува комисии, човекот кој што го создал и 8 години не направил ништо за проблемот, имајќи во предвид дека бил градоначалник и министер за животна средина имало исто од неговата партија. Но тоа во моментов е помалку важно од заедништвото кое што го покажуваат стружани, автентичноста на оваа граѓанска иницијатива и мислам дека ние треба да се издигнеме над нашите чувства и потоа да се расчистува со виновниците преку институциите на системот, но во овој момент е најважно овие работи кои што може да
да се направат побрзо, дали видеонадзор да се постави, ограда повисока која што не би можела да биде преминета, како што кажав, чувари 24 часа, за полека да барем да го смириме малку проблемот додека не се најде трајно и долгорочно решение. Јас само би сакал да се надоврзам на ова што кажа колечката Исмиловска, а тоа е дека обезбедување на оваа депонија не е проблем да се организира. Значи, имаме министар за внатрешни работи, тој има по своја команда илјадници полицајци, службени лица. Значи, дали таму ќе се упатат двајца, тројца, петорици или 10 полицајци, ќе оцени Министерството за внатрешни работи. Дали ќе биде тоа една патрола, две патроли или три патроли, ќе го направат тоа, затоа што зборуваме за акутен здравствен проблем на 100.000 луѓе. И од општина Струга, и од општина Вевчани, и од општина Дебарца, и од општина Охрид. За десетици и десетици населени места. Значи, тоа може вчера да се заврши обезбедувањето. Ако има сомнеш дека некој потпалува, дека некој пали пожар, МВР веднаш, вечерва, сега, да го обезбеди местото и да нема такви потпалувања. Уште сега вечерва да се види каде може да се најдат камиони, механизација која што ќе го потрупа со земјиште тој отпад. Да се види од каде може да дојдат цистерни. Имаме центар за управување со кризи, таму е директор Агром Буџако. Ако ова не е криза, не знам што е криза. Имаме акутен проблем со години наназад, сличен на овој во Тетово. Во Тетово не е решен проблемот со отпадот. Градоначалничката Теута Арифи беше прилично вешта во договарање или растурање на коалиции, политики, високи и така натаму, но тетовчани со право својот градоначалникот, првиот човек на општината, без разлика дали се албанци, македонци, роми, турци, срби, бараат да има решен проблем со отпадот. Во Тетово тоа не е решено, напротив, проблемот се влошува истовремено. Имавме цела пешадија на невладини организации кои што рипна за Југохром, иако таму работат 700-800 луѓе, веднаш да се затвори Југохром, веднаш. Не работеше повторно. Не работеше, загадувањето беше исто. Загадувањето беше исто. Тетово остана втор најзагаден град после Куманово, затоа што минатава недела, каде што СДСМ е 27 години на власт. 27 години на власт во Куманово. Куманово беше најзагаден град во Македонија и во Европа, според сите мерења, честички, PM10 и така натаму. Значи, Тетово беше втор најзагаден град, го затворија Југохром, 800 луѓе беа пратени назад да одат да не работат, значи со неизвестност и така натаму, на инсистирање на Министерството за екологија, инсистирање на локална самоуправа Тетово и еден куп на невладини организации со нивните проекти. А сега, каде што санирањето на депонијата во Струга нема да донесе ниту едно отпуштање, напротив, ќе донесе до подобар туризам, ќе донесе до подобра животна средина, никој од тие невладини организации, не мислам тука на граѓанската иницијатива за која што зборуваме Струга, тука се знае на кои невладини организации се мисли овие професионални вешарени револуционери, ништо не сака да направи. Значи, немаме ниту соопштенија, немаме ниту уметнички перформанси, немаме ниту банери и така натаму. Не го видовме тоа исто така и во општина Куманово, која што е најголема општина во Република Македонија, 110.000 жители и која што беше најзагадена. Не го гледаме откако се затвори Југохром, ги нема сите тие екоактивисти кои што би го направиле тоа во Тетово, проблемите стојат. Значи, и во Струга со отпадот, и во Тетово со отпадот и на други места. Ние денеска вечерва се обидовме да стапиме во контакт и со господјата Илјана Поповска, да видиме дали таа ќе превземе нешто во своите рамки. Не успеавме да стапиме во контакт. Чинам дека со портфолот на партијата успеа нашата екипа да се слушне, дали некој конгрес спомена или нешто имаат, меѓутоа ќе инсистираме да стапиме во контакт и со неа. Сепак ова е и нејзина. Од нејзина страна може да даде мислење. Меѓутоа, сепак, стружани, граѓаните на Струга ве гласа и вас. Гласа и пратеници од ВМРО ДПМН. Што вие сега ќе направите? Што можете направите? Можете ли воопшто нешто или се стружани оставени сами на себе? Ќе направите ли воопшто нешто? Што ќе направите? Значи, го актуализиравме проблемот. Исто така пратениците се веќе со денови на терен. Денес беше исто така и Милошовски како носител. Носителката од СДСМ не ја гледаме дека е некако соочена со овој проблем, иако таа е министер за одбрана, а и директно армијата на Република Македонија зошто да не со својата механизација би можела да помогне да излезе во пресред со
овој акутен проблем. Значи, ние бараме и инсистираме да има итна седница на Собранието на Република Македонија, да дојде премиерот, да дојдат ресорните министри, ако треба како гостин да дојде и градоначалникот, луѓето кои што се таму од комунално предпријатие, противпожарната служба. Значи, дајте да седнеме и да го решаваме проблемот. Ние нито имаме централната власт, нито имаме локалната власт. Значи, централната власт е на СДСМ-ДУ и Алијансата за албанците, локалната власт таму нели градоначалникот од Алијансата за албанците, но нашата советничка група е повеќе од активна и се надеваме дека некако ќе се најде заедничко решение, затоа што знаете што едно е политички пинг-понг, партиски префрлување и така натаму. Значи, ние имаме акутен проблем. Не е се едно дали овој проблем ќе се реши утре, за 2 дена, за 3 дена, за 5 дена или недела дена. Зборувам за гасењето на пожарот. Значи, санирањето на депонијата и локација, дислокација е процес кој што треба да се почне што поскоро, но кој што не може да се заврши за 2, 3, 5 или недела дена. Но гасењето на пожар со добра организација, со добра екипа, со добар тим, со организиран пристап, со премиер кој што ќе ги собере МВР и ќе каже ставете 5 патроли, кој што ќе викне други институции, ќе каже колку камиони имате на располагање. 8, не е доволно. 12, колку имате противпожарни возила. 5, не е доволно. 10, од кај да ги најдеме? Од таму и од таму. Значи, така се решаваат проблеми. А не ќе формираме комисија. Вчера, завчера беа таму 3-4 министри, мислам, министерот Мерко, министерот Шапурич, министерот за екологија Садула Дураки и уште некој. Пред некој ден на 8 јуни таму бил Дамјан Манчевски. Значи, министрите доаѓаат, се запознаваат со проблемот, а недела дена ни гори оган. И имаме во моментов сега најголем проблем во државата. Значи, ајде да му се пристапи на овој проблем одговорно, да заврши ова фијаско колективно на институциите, дали на локално или на централно ниво и конечно луѓето да можат еден обичен прозор да отворат. Во моментов во Струга луѓето не може да отворат прозор. Од оно што го бараат граѓаните на Струга, велат дека поради тоа што имаат сите деца кои што ја дишат оваа нечистотија, бараат да се реши за скоро време да се постават ноќни стражи кај депонијата. Ако не, велат дека тие ќе се организираат да чуваат стража доколку никој од институциите не им излезе во пресред. Бараат да стигне механизација, да се воведе 24-часовна чуварска служба и камери, да се испратат полициски патроли кои што и вие ги споминавте на секој час и секој половина час, и доколку тоа не се случи, дека мора и ќе покажат граѓанска непослушност. Господин Смиловска, се чини вие сте во најнезгодна ситуација затоа што се сепак пратеник на овие луѓе, доаѓате од Струга, веројатно вас ве притискаат, веројатно имате и ваше семејство кое што е во Струга, кое што е директно засегнато. Што вие можете да правите? Имате ве слух во советничката група од каде што доаѓате во партијата во ВМРО, да помене очигледно, бидејќи господин Владко Ѓурчев денеска побара да се разговара за ова собранието, но какво ваше чувство, имате ли одзив од другата страна од вашите колеги од СДСМ кои што се во моментот на власт? И албанските партии, нели нормално? Па првенствено и јас бев една од пратениците кои што не добија процедурално, што беше на вистина многу чудно, затоа што предходно колегата Димовски зборуваше, на колегата Ѓорчев му беше дадено, но и на колегата Јован Митрески од Струга, кој што е пратеник од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Мислам дека треба да седнеме и да се обидеме да најдеме решение на овој проблем. Ги посочивме работите како се одвива, дури би кажала историски, затоа што ова е веќе повеќе од 10 години, но добра приметба имаше и гостинот од невладината дека некако мируваше работата скоро 2 години и сега стана поактуелна и можеби малку и не подсети дека не треба да дозволиме сега 2 години да нема ништо, па повторно да има, и дека треба да пристапиме посериозно со притисок кон институциите за проблемот
најпрво секако, како што каже и колегата Ѓурчев, во моментов да биде саниран, но и да се најде решение. Затоа што јас сум свесна како ние сме пристапувале на некои проблеми и прашања додека ние бевме на власт, кога доаѓал дали председателот Груевски, дали министрите, дали некој од директорите, кога затоа мислам и целата македонска јавност е запознаена, затоа што имало и камери, сме имале храброст да одговориме на прашањата и она што било во наша можност и да го решиме како проблем на граѓаните, а за ова навистина не ни има потреба да се слушне што е проблемот, затоа што веќе сите знаат и треба итно да се пристапи на решавање. Јас како пратеник сум една од тие кои што ја покрена ова иницијатива, секако во координација со пратениците од нашата коалиција, колешката и ја изградивме. Што очекувате од пратениците од Социјалдемократскиот сојуз и од коалицијата од албанските партии? Имате таму колеги кои што се исто така од Струга. Изненадени ли сте од тоа што не беше поддржана вашата иницијатива за тоа да се разговара во собранието? Што очекувате од нив? И сепак и тие дишат воздухот од Струга, нели? Јас се уште се надевам дека кога ќе ја поднесеме, иницијативата поднесовме, но се надевам дека кога ќе дојде да се расправа на неа по однос на ова прашање, дека разумот и грижата за нашите граѓани ќе го надмине тоа кој како ја поднел. Токму поради тоа ние предложивме тоа да биде преземено, да ни достават некаква информација за да се покаже дека ова ќе биде третирано. Исто така ние како ВМРО ДПМН после неколку средби кои што представници на моменталната позиција ги има во Струга, не реагиравме, дозволивме да видиме дали ќе реагират, затоа што сметаме дека тоа е човечки, но тоа што беше вчера вечерта во Струга беше кулминација на се што се случувало овие 10 години и решивме дека нема веќе време за чекање и дека во тој случај мора ние да го дигнеме нашиот глас и баш ми е драго што едногласно ова беше поддржано од нашите колеги и уште еднаш ќе повторам, се надевам дека по однос на вакви слични прашања нема да има такви превирања кој предложил, како туку дека ќе ги прифаќаме и заеднички ќе носиме решенија затоа што така се покажува грижата за граѓаните. Тоа беше наративот на изборната кампања. Се крена очекувањата на граѓаните од политичките понуди кои што беа дадени посебно во овој изборен циклус и мислам дека тоа сите им го должиме. И на оние кои што не гласале нас, на тие кои што ги гласале другите политички партии, но и на оние што не гласале ова ги засега апсолутно на сите. Токму така, кога на некој детето му дише не знае што во воздухот, бога ми сите политичари се и виновни, и прозвани и така натака. Очекувате ли да има се со другата страна? Па мислам дека со ова што се дигна оваа тема, со тоа што еве денес во собрание беше главна тема, со тоа што еве во медиумите главна тема, очекувам за ден, два или три многу посериозно однесување и носење со овој проблем од владата и од највисоките ешалони на владата, но за не треба нас недела дена да ни помине, да има пожар, никој да не го гаси или нешто, да имаме некоја симулација на гасење, обид за гасење, да не може еден отпад и еден пожарен отпад да се угаси. Значи, очекувам поголема активност, очекувам поголема операбилност, интероперабилност, седнување на маса и конкретни задачи. Значи, конкретни задачи, обезбедување на местото, интероперабилност, не знам дали еден план. Буквално план, значи и не е тоа што работа со која што не сме се носеле во Македонија. Имавме огромни поплави во Шипковица, видовме како реагираа институциите. Значи дојде Груевски со 10-15 институции, се поделија задачите и во рок од недела дена целата работа горе-доле беше санирана, спасена. Имавме огромни поплави во Стајковци минатата година, трагични. Се направи план, првите 2-3 дена тоа ќе се работи, вторите 2-3 дена тоа, оваа институција тоа ќе го направи, тој ќе покрие таа улица, тој таа улица. Дали треба да се ангажираат луѓе од местните заедници, дали треба доброволци за гасење, дали пожарот треба да се гаси со гасеничари, ако е многу топло, нели не може да се оди со
со гуми, но некој треба да седне и да каже, чекај, од каде ќе ги најдеме тие работи? Дали треба 5 багери или 12? Дали треба 4 булдожери или 10 булдожери? Колку луѓе ни требаат? Во колку смени ќе работат? Значи, дали луѓето кои што ќе отидат таму имаат опрема, од кај ќе ме најдеме опремата? Значи, не е тоа нешто што не се случило во некоја држава. Ние зборуваме во 2017 година, во 21 век, граѓаните буквално треба да молат со денови за да се угаси еден пожар недела дена кој што трае. Ке се вратиме на тоа да дискутираме зошто институциите воопшто генерално нема сега еви јас нема да гледам политички дали било секој треба медиумите, треба граѓаните да до овој степен да палат контейнери пред општина за да може да се чуе, меѓутоа одиме на уште еден блок реклами па се враќаме назад во студиото. Елит Стейкхаус, омилено место за љубителите на гастрономија. Назад сме во студиото на граѓаните на Струга не им е гајле, никој никако. Граѓаните од Струга веруваат дека оваа земја има институции. Институциите се тие. Мене не ми е гајле кој е директор. Дали од ВМРО ДПМН или од СДСМ, очекувам институција која е комунално, не знам, ако е против пожарна бригада, пожарникари, од која сака партија, нека се да го изгасат пожарот. Зошто во Македонија ни се случува да граѓаните мораат да направат нешто радикално за институциите да можат да се поместат? Што да направиме за она што ми е работа, си го вршат како работа? Затоа што политиката, нели? Затоа што со кризата која што и се наметна на Република Македонија 2 години наназад, институциите беа десеткувани, институциите се едноставно целата држава е направена нефункционална. Ние имаме парализа на институциите, ние имаме еден куп фабрики кои што треба да влезат во Македонија, кои што ги ставија едноставно на мирување своите инвестиции, заради тоа што во Македонија имаше најголема политичка криза 15 години наназад. Затоа што имаме ситуација во која што еве денес отворивме нова фабрика, благодарение на тоа што претходната влада и претходните министри го работеле тоа со години и со години, а сега имаме тим во владата од 26 министри кои што немаат тие странски компании на кои да се обратат, нема со кои да зборуваат, нема кој да отиде на бордот на било која меѓународна компанија, каже инвестирајте во Македонија. Ние сме подобри, нудиме подобри услови од Србија, од Романија, од Турција, од Украина, од Малезија, Индонезија, Индија и така натаму. Значи ние сме во трка со 30, 40, 50 земји и зошто тие баш Македонија бија одбрале. Ние имаме сега ситуација каде што имаме 10 министри без ресор предложени пред 2 недели изгласани, 10 министри без ресор. Влада со 26 министри, а нема кој да донесе странска инвестиција и да отвори фабрика. Значи проблемот е што во моментов поради коалициони пазарења не може да се именуваат луѓето во владата. Од сите министерства ние имаме државен секретар само во едно министерство во МВР, внатрешни работи. Имаме мнозинство парламентарно кое што е 2 месеци, кое што нема доставен ниту еден закон до собранието на Република Македонија. СДСМ која правеше програмата велеше имаме 300, 400, 500 експерти, 30 закони во областа на економијата готови се од прв ден ќе ги предложиме час поскоро да ги изгласаме. 2 месеци ги чекаме, ни еден закон не е дојден. Значи, она што мислам дека недостасува овие денови, а по утрото денот се познава, тоа е чувство за итност, неорганизираност и имаме прилично слаба коалиција. Значи имаме ситуација во која што премиерот поради слабата подршка, само 49 пратеници кои што зависи од ДУИ и од Алијансата на албанците, не може да удри на маса и да му каже министерот за екологија, заврши се работата. Немаме ситуација во која што водечките, челните луѓе во владата или оној кој што раководи, ќе каже решете го проблемот. Ако не го решите проблемот, ако не го решите проблемот, ќе бидете разрешени. Зошто? Затоа што владата во моментов се потпира на добра волја двајца пратеници да откажат, тие веќе немаат мнозинство. Значи и тие мора да менаџираат состојба во која што не смее никој да им се налути од бројните коалициони партнери
Значи и во онаа предизборна коалиција, онаа постизборна коалиција, а она што трпи тоа е ефикасност. Јас немам сомнеш дека таму има и добри намери, не дека некој му е мило што сега имаме пожар, дека гори депонијата или било што, или некој му е мило дека имало пред некој ден поплава во Чаир или во Пореј. Не, луѓето, но такви работи, кога некој се нафалти да владее држава, нормално се случуваат. За месец дена ќе има друга криза, за 2 месеци ќе има трета криза. Еве има криза со праските, после тоа ќе дојде криза со грозјето, со пченицата. Значи, владата треба да биде подготвена од првиот ден да владее и да решава проблеми. ВМРО ДПМН кога дојде 2006 година, и Никола Груевски која беше и мандатар и избран премиер, од првиот ден знаеше што да прави. Ние кога бевме собранието на Република Македонија, од првиот ден носевме закони. Конкретно тогаш тоа беа намалување даноци, зголемување на субвенции, цел сет мерки за привлекување инвестиции и така натаму и така натаму. Имаме 2 месеци парализа и безидејност. Значи, она што јас би го препорачал таму е едноставно импулс. Не ги решаваат кога е во влада некој, не ги решаваат работиве соопштенија или пресконференции, ветување. Не, сега и веднаш. Значи, треба човек да живее со проблемите, да се носи со проблемите и треба луѓето да се занимаваат и ресорните министри со главните носечки проблеми во нивните ресори. Што значи ова? Например, Министерството за труд и социјална политика. Во ред, нека има контакт со неколку невладени организации, не знам, постмодерни концепти и така натаму. Но Министерството за труд и социјална политика првенствено веднаш треба да се занимава со пензионери, со социјални случаи, народни кујни, помош на сиромашни семејства, разни програми за социјална инклузија и така натаму и така натаму. Значи, треба да се занимаваат со фундусот. Да, во ред е надградбата, но не може надградбата и страничните, условно кажано под наводници, помали проекти да бидат доминантни. Министерство за култура. Значи, да, во ред е да се направи 1, 2, 3 средби со пријателите, не знам, со алтернативниот пристап во постмодерната уметност и така натаму. Во ред е тоа, да. Но фундусот на функционирање на Министерството за културата се музеите, плаќање на сметки на домови на култура, платите на културните работници, инфраструктура и така натаму и така натаму. Значи, треба да се носат со основните проблеми за кои што или она што име главна носечка под наводници дејност и делокруг на делување во овој министерство. Морам директно да прашам, дали можеби проблемот е што нема одговорност на функционерите, да речем на политичарите. Споменавме, значи само како паралела сега директно ќе прашам, значи ВМРО беше на власт 10 години. Вие точно дека алијансата беше во струга. Пред тоа беше во Дуино, меѓутоа нели имавте и некои комуникации и контакти. Или пак еве, чисто како пратеници, дали е секој чудо за 3 дена? Зошто човекот кој што го посочивте дека бил инволвиран во носењето на депонијата Рамис Мерко, еве сега повторно оди во улога на институција, таму никој не одговарал. Ќе дојде ли ден кога ќе се побере одговорност за да не се случи, нели? Кога некој народски кажано ќе си ја сноси одговорноста дебело, тогаш следниот ќе се запраша дали ќе го прави тоа. Дали ќе оставите ова пак да биде секој чудо за 3 дена или ќе барате одговорност? Секако дека ќе бараме одговорност и претходно тоа го посочив. Мислам дека откако ќе ги донесеме тие одлуки за решавање на проблемот, што секако ние наш приоритет, дека понатаму треба да се адресираат виновниците до соодветните институции, до обвинителство. Ете, од граѓанските иницијативи посочија дека веќе имаат и изготвено некои материјали. После средбата која што ќе ја имаме, може да се зборува и по-детално за тоа, затоа што тие тоа го работат, не би било фер да им ја украдиме иницијативата. Сами не можат. Им треба и помош, и поддршка, и не знам, и организацијска, и финансиска, и не знам веќе каква се не. И токму поради тоа сметам дека треба да се дефинира одговорноста, да се утврди одговорноста, дали е така, дали не е така, презумција на невиност, мора да бидеме коректни
И понатаму мислам дека не само од нас како политичари, но дека и самите граѓани кои што денеска беа во најголем број од сите денови кога протестира, не треба да се задоволат и сите заедно треба да се бориме тие кои што се одговорни за создавањето на овој проблем да бидат изнесени пред лицето на правдата. Видите, политичките партии или избраните луѓе се соочуваат со народот и на избори. И луѓето гласаат за, против, за една, друга, трета опција. И граѓаните на некој му даваат доверба, на некој не му даваат доверба. Оној кој што добро завршил работата, победил на избори, оној кој што не ја освоил довербата, оној кој што не ги убедил граѓаните, тој ги губи изборите. Имавме избори пред 7 месеци, сега саме ги загуби тие избори, но гледаме дека заврши владата. Значи имаме еден голем преседан во Република Македонија, тоа е дека поразената политичка партија ја состои владата, не само што ја состои владата, туку е и носечки дел на владата. Имаме ситуација каде што огромното мнозинство, околу 70% од македонскиот народ, во моментов е во опозиција. Значи 70% од етничките македонци во моментов се во опозиција и немаат своја представеност во владата. 70% од етничките турци се исто така во опозиција, затоа што оваа коалиција за подобра Македонија победи во огромниот број од населените места населени со турци. Конкретно во 6-та изборна единица победивме во Врапчиште, во Гостивар, во околните места, Банјица и така натаму. Имаме исто така најголем број од ромските гласови добиени, имаме најголем број од бошњачките гласови, имаме најголем број од српските гласови добиени, најголем број од влашките гласови добиено. Значи, единствениот легитимитет во моментов кој што е пресуден за опстојување на оваа влада и оваа гарнитура е Демократската унија за интеграција и Алијансата на албанците која што ја предводи господинот Зијадин Села. Значи, кој што гледаме дека има проблеми кои што се, како што е овој проблем со депонијата во Струга, но не е само проблемот со депонијата во Струга. Значи, Струга има цела низа на комунални проблеми кои што се запоставени со години и со години. Значи, од асфалтирање на улици, преку урбанизмот. Што беше кејот на Црниот Дрим имаше проблем, како беше? Знаете што има еден куп општини, нема ни една општина без проблеми, нема ни една општина на светот во која што не знам некаде не треба да се направи тротоар, плоштад и така натаму. Значи општините и државите се секогаш незавршена работа. Секогаш има работи кои што треба да се направат, кои што треба да се средат, да се стегнат и слично. Но вакво ниво на неодговорност, каде што здравјето во сред лето ќе биде вака загрозено, каде што вака ќе биде загрозена туристичката сезона, мислам дека е навистина прилично година работа. Не знам, јас во долги години вака се обидувам да се сетам на некоја ваква ситуација, да сум имал, не можам. Значи, недела дена, да не може да се угаси пожар на отпад. 7 дена. Тоа е големо фијаско и на централната власт и на локалната власт во Струга. Ќе побарате одговорност? Па прозиваме, сакаме да имаме точка. Не, отколку ќе се реши ова? Но знаете што, но видете, апсолутно тоа ќе биде прозивање, ќе има политички пресконференции, заклучоци и така натаму. Но она првенствено најважно што сакаме да го предизвикаме е вечерва или утре сабајле да се направат состаноците кои што треба да се направат. Министерствата кои што треба да работат и министрите кои што треба да ги организираат работите. Утре сабајле на колегиум во 8:30 да го направат тоа. Значи, затоа беше и денес барањето во Собранието на Република Македонија. Затоа беа пресконференциите, затоа е оваа емисија, затоа се овие упатувања и апели. Значи, едно е, политики и така натаму, тоа е вино, она вино. Луѓе имаат конкретен проблем. Луѓето не ги интересира што, како и така натаму. Луѓето велат недела дена не може да дишеме, иако проблемов е 2 месеци и наназад, повремено ќе има пожар, па ќе се угаси, па ќе има, па ќе се угаси, па ќе пламне оганот, но недела дена без престан немало ваква ситуација. Навистина, жално е, проблемот е што на некој начин некојаш работиве треба премногу да
да бидат вака и драматични. Радикализирани, бидејќи некои дека ќе блокираат луѓето и веќе патишта во очи немаат веќе. Јас би апелирал до луѓето да бидат смирени, значи да гледаме на најдобар може начин се тоа да се реши, но луѓето да бидат упорни во она што им припаѓа. Значи луѓето имаат право на 500 метра од град со илјадници жители и околни населени места, значи Струга има и поголем број на населени места околу, да речат луѓе ве молиме, значи не треба да молат на тоа, да речат ве молиме љубезно угасете го пожарот и седнете и одговорно со експерти, со луѓе едно друго, решете го подолгорочно проблемот. Дали таму ќе се употреби песок, дали ќе се фрли земја, колку кубици, како, значи тоа се решава. Но треба да се седне на маса, неколку ресори, да се поделат заложенија, да се дадат рокови и да се заврши работата. Така работеше Никола Груевски, така работеше ВМРО ДПМН, така работеше нашата влада и тоа даваше резултати. Сега гледаме дека оваа дисфункционалност не дава резултати. Ако некој можем да кажем дека нема да се откаже од актуализирање на овој проблем, се надевам дека и вие политичарите нема, но ние медиумите сигурно нема, поготово кога се работи за здравието и за добробитот на граѓаните. Да се надевам дека сте во право и дека еве ќе се реши овој проблем на Стружани. Не е битно кој ќе поентира, битно е граѓаните утре сабајле да дишат воздух како што треба, нели нормален. Во Струга ви благодарам многу што бевте гости покрај бурниот ден денес кој што го имавте, што отвоите време да бидете во отвореното студио. Како што реков, ќе ветам дека ќе известуваме за ова и ќе ве прозиваме дали ќе истраете во вашите обиди да истуркате оваа работа, како вас така и институциите, нели? Иако сте опозиција и вие имате обврска во интерес на граѓаните да ги прозивате институциите сега. Ви благодарам и вас, драги гледачи, што бевте во овие час со отворено студио на телевизија Нова. Останете програмата телевизија многу повеќе информации за тоа што се случува во Струга ќе гледате во Дневникот во 22.